завршува 15-тото издание на Самитот на Македонија 2025, кој што ќе се одржи 12-13 мај во Скопје. Очекуваме голема публика од околу 700 лица, ќе зборуваме за теми кои што се најважни за развојот на Македонија, било од макроекономски аспект или од аспект на бизнисите. Очекуваме да поврземе исто така многу бизниси од регионот, од Македонија и од диаспората и да додеме до решенија за тоа како да го забрзаме економскиот раст. Ке зборуваме за теми од макроекономија, раст на регионот, инфраструктура, лидерство, новите технологии, AI и така натаму, значи сите теми кои што сметаме дека се важни за долгорочниот раст на Македонија. Кои се гостите кои што ќе бидат присутни годинава? Значи некои се во стандардното портфолио, што би се рекол на агенцијата, но некои можеби доаѓаат на овој конгрес прв пат, што може да се научи од нив? Апсолутно, значи најпрво сите членови на одборот на директори, околу 20 од нив ќе бидат вклучени во програмата, дел од нив се од Америка, Канада, дел од Европа, од Блискиот Исток, че сите ќе бидат присутни тука. Покрај тоа имаме и значајни гости, најпрво од регионот, бидејќи спомнав дека ова е регионален настан, меѓутоа исто така од места, држави каде што има навистина присуство на македонската диаспора. Што може да се научи е како подобро да ги водиме бизнисите, како подобро да ја водиме економијата, како да спроведуваме реформи и секако како дигиталните технологии да бидат инкорпорирани во нашето секојдневно живење и работење. Најавивте можности, односно пилот проекти во дел од диаспората за вадење на пасоши, за испраќање на тие пасоши по пошта. За што точно станува збор? Македонија 2025 има три главни цели. Едната е поддршка на бизниси, другата е поддршка на таленти и третата е поддршка на диаспората, че да имаат подобар живот во странство, меѓутоа исто така е поддршка дали да се вратат, да инвестираат во Македонија и почесто да доаѓаат. Така да некои од мерките кои што ги спроведуваме, споменавте и вие, тоа се мерките за полесно да ги вадат документите, односно како да ги дигитализираме услугите за диаспората. Првата таква мерка е издавањето на пасош. Работиме на пилот проект, се надам дека набрзо ќе покаже добри резултати и ќе се спроведе во сите земји во светот. Тоа што значи ќе може да ги добиваат пасошите по пошта или како тоа ќе изгледа? Едноставно тоа е дигитализација на услугите, користење на истите услуги кои што во Македонија се користат веќе дигитално, меѓутоа не се дигитализиране во диаспората. Тоа значи електронско аплицирање за документи, електронско пополнување, сите процеси во позадина да бидат оптимизирани, соработката меѓу институциите, интероперабилност и секако со можност или лично или по пошта достава да бидат презентирани документи.